Добро дојде во студио за Јадранка Костова, главен уредник на Фокус. Денеска имавте пресконференција со претседателот на ЗНМ Насер Селмани околу акцијата на солидарност на Фокус, која се однесува на тужбата на шефот на тајната полиција во Македонија Сашо Мјалков. И она што е објавено веќе е дека таа акција е успешна. Да. Според она што и ние го разбравме од колегата Насер Селмани, дека поголем дел од средствата се собрани и сметавме дека тоа треба да се соопшти на јавноста, дека една ваква акција, која за прв пат ја спроведува Сдруженијето на новинари, има резултати. Особено, ова сакам да го потенцирам, поради фактот што мислам дека добар дел од граѓаните во Македонија не знаат дека еден весник кој постои 19 години во Македонија се соочува со една ваква казна, драконска, која може да го доведе во прашање обстанокот на медиумот, и второ, дека најголем дел од медиумите не ја ни објавија веста за повикот на Сдруженијето на новинари за солидарност со Фокус. Јавниот сервис има информации дека не ја објавил, иако е многу тешко да се влезе во трагот. По она што проверив преку нивната интернет верзија, таква вест нема. Јас мислам дека еден ваков повик на една новинарска асоциација, една ваква казна, барем јас кога работев во македонската телевизија, мислам дека ќе беше вест, барем ќе се борев дека тоа е вест. Затоа што нам ни се јавија и колеги од странство, кои беа заинтересирани да ја објават информацијата, а и кои сакаат да ја обработат оваа пресуда. Ајде за другите, еве и да не коментирам, но за јавниот сервис, за кој плаќаме и сите, малку ми е чудно дека за нашите колеги ова не заслужува ни 20 секунди. Да. Тужбата се однесува на пренесена изјава на екс-амбасадорот во Чешка Игор Илиевски, против Сашо Мјалков. Во законот воопшто ваков тип на пресуда всушност не се третира кога станува збор за пренесена изјава. Ова се преседани во Македонија по правило и секаде. Кога ќе проголтат еден преседан, тој станува правило. Дури оние кои можеби уживаат затоа што Фокус е казнет вака, еден ден ќе им се удри и нив од глава. Значи, имате еден сегмент, тоа е, поддршката на Фокус. И тие што не поддржуваат, можеби не ја ни знаат пресудата. Тие што се против нас и сакаат да згаснеме, и тие веројатно немаат поима. Бидејќи гледам, се оди со некакви стереотипи. Секаде одговараат новинарите, а никој од нив и не знае што е случајот. Една мислечка јавност, нели, барем оние со титули од правни и политички науки, би требале да имаат интерес за дебата околу ваквите преседани. Значи, кога започна да важи законот за граѓанска одговорност, ние имавме 4 пресуди, 4 тужби, реобновени. Сите беа за пренесени изјави. Во сите други случаи судот ги отфрли тужбите. Заради тоа што законот така налага? Па не мора да налага, но вие се значи повикувањето е на принципите на Страсбург. Треба да имате јавен интерес за темата, да имате релевантен извор на информации и да сте направиле доволно, нели, за проверка на работите да ја побарате втората страна и слично. Во овој случај, она што сметам дека навистина е опасно ако стане тренд на судот, тоа е дека исчезнувањето на еден човек, на еден тази екс-функционер амбасадор, се вели дека не било јавен интерес. Дека секој ден исчезнуваат луѓе, ние новинарите не треба, нели, да се занимаваме зошто и како. На Discovery, на Criminal Investigation, телевизискиот канал, треба да им препорачаме дека документарците disappeared, за исчезнатите, не се јавен интерес. Во случајот стануваше, некои се обидуваат и тоа да го
превртат дека тоа не било јавен интерес. Стануваше збор за битка за детето на еден брак од мешовит брак. Сопругата на амбасадорот Илиевски, мислам дека од Шпанија била. Се водели судски процес за детето. Постојат некакви билатерални односи меѓу Чешка, каде што бил на служба амбасадорот Илиевски, некаква веројатно преку разводна парници битка за детето. Но сакам да кажам дека многу вакви случаи на деца од мешовити бракови биле јавен интерес. Во истиот период во Фокус дојде екипа од данската телевизија, која се занимава токму со вакви битки на родители за деца од мешовити бракови. Да подсетам за случајот на Спаска Митрева, која зема бугарско државјанство, дека битката за детето дојде до Советот на Европа. До Страсбург. Да. Значи реакцијата на Игор Илиевски беше дека овде не сакаат да направат ништо да помогнат и покрај некакви договори меѓу чешката држава и македонската. Кога дојде данската екипа овде, значи стануваше збор за брак на нашинец со една данкиња. Екипата телевизиска одби да ја прими и министерот за труд, никој од институциите го штитеа демек нашиот државјанин. Зошто во случајот со Игор Илиевски не презеле? Значи тоа е првото околу јавниот интерес. Второто, што сметам дека е уште пострашно, Игор Илиевски, судот го прогласува за нерелевантен извор затоа што бил, внимавајте, екс-функционер. Тој 3 недели веќе не бил амбасадор. Тоа значи сите, премиери како Љупчо Георгиевски, Бранко Црвенковски, Бучковски, не се. Како Кисинџер и Бжежински, например. Тие се нерелевантен извор, нели, затоа што се бивши функционери. И уште повеќе дека нашиот извор имал семејни проблеми. Замислите, вие одите на прес и го прашувате тој што држи прес. Евентуално да немате семејни проблеми, дали се разведувате? Судот не би дозволил. Значи, ова дури не е ни карикирање. Говорам дека ваков стандард да прогласите што е релевантен извор. Уште повеќе, во другите случаи, истите судии, да ги отфрлаат тужбите, тоа говори дека овде владе за нашево судство еден орвеловски дух. Сите сме еднакви, ама некои се поеднакви од другите. Овде во Македонија постојат 6-7 луѓе од врвот на моќта, на хиерархијата, кои зашто и да тужат ќе добијат. Затоа велам, ваквите пресуди, барем за мислечките луѓе, би требале да се предмет на дебата. Но дебатата одамна е... Да, изумрена категорија. Не постои во Македонија. Може би за тужителите е смешна казната, но факт е за Фокус и за медиуми кои се независни, имаат финансиски извори, дека е голема, станува збор за 9.000 евра. Морам да нагласам во што е разликата на Фокус како медиум и другите медиуми. Да не споредувам со порталите како или вакви медиуми како Нова ТВ и останатите. По мнозинството на главни медиуми во Македонија имаат собственици кои имаат бизнис империи. Значи тие се занимаваат со разни бизниси. Телевизијата е само така. Банки, градежништво и така. Се. Значи, прво имаат многу пари. Второ, во тие телевизии, може за нив и ова не е некоја голема сума. Фокус живее единствено од продажба на весникот. Во такви услови, ова е огромна сума. Вториот момент, Фокус не добива владени реклами. Ние сме се обидувале како Фокус по сите прописи, закон за слободен пристап на информација, по кој критериум се делат владините реклами и ние не добиваме одговор. Односно, нели имавме еден одговор дека тоа е класифицирана информација. Дури и за Брисел излезе дека е класифицирана, зашто точната сума не може да се знае. И сега, кога вие имате друг неделник, кој, например, во еден број ќе добие 6 страни или 7 владини реклами, пресметајте во еврата колку тој месечно добива народни пари. Истите тие медиуми безсрамно понатаму ќе ги сметаат со росовите пари. Ве молам, народните пари не ги интересира како иде по кој критериум, но се грижат за туѓите кои на крајот на кричтата и се јавно објавени. Значи,
Тоа е исто така посебна тема. Да. Постојат сепак стравувања дека тука нема да се сопре во желбата да биде уништен Фокус. Се започна одамна пред со тужбите кои беа многу, потоа со загинувањето на Никола Младенов и тужбите сега продолжуваат. Па, очигледно јас детектирам една жичка кај владачката врхушка на тие неколку луѓе. Значи, мислам дека постои една одмаздолюбивост. Една желба не е доволна да ве казнам, да ве уништам. Таков печаток имам ни за други случаи. Знаете, дегутантно ми е кога потоа не повикуваат ние овие пари да ги донираме во домот за деца без родители. Тужбата од господинот Мјалков не беше покрената за да не направи хумани и хуманитарни. Таа се базираше на други елементи. Што е смислата на судскиот процес? Да барате максимална казна, ако знаете дека тоа може да го уништи медиумот. Да. До кога трае акцијата за до крајот на собирање неделата на солидарност? Ви благодарам што бевте гост. Благодарам и на вас.